Здраво, другарчиња! Денешното детско катче е посветено на средби под јаворите видове Подгорец. Литературната манифестација за деца се одржа по 20 пат, а покрај поетските читања имаше и книжевни работилници со деца и автори. Еве како помина една од нив. Дека ова е на сузе? Сите сгрешивте, да ви кажам. Јас не сгрешив. Ти си точен? Да. Ама по-големиот број сите сгрешивте. Значи, ова е на сузе, повели сузе. Ова е мојата, значи малкумина погодивте. Добро. За нашите книги ќе зборуваме малце подот. Добро. Да. Сега ќе почнеме со гатанките, ќе стигнеме некаде до средина, па ќе зборуваме малце за нашите книги, па пак ќе ги кажеме гатанките и ќе си кажеме чао. Може ли? Да. Прифатено? Сред езеро плива еден зебран црн, а во црнот садка со запален крун. Јас не кажам. Што е тоа, дечиња? Секој го знае моето. Кој ќе одговори? Јас? Ајде. Не знам. Кандило, точно. Еве го и цртежот. Роглесто е не е крава, како крава млеко дава. Габер Брест и лоза и името е коза. Низа бели бисери на зелени дланки, изутина треперат по треви и гранки. Што е тоа? Јас знам. Трева. Роса! Дај да видиме. Изгледат како листови со дупки, но е роса и околу мајка ми роса е секаде. Во невата под ластаро дреме, а стопанот чека да ја земе. Облека зелена носи, гладка, крвта е сочна и сладка. Што е тоа? Лубеница. Ќе кажи ми везен каде одиш, од гранка на гранка како птица леташ, оревчиња си избираш храна да си имаш, зашто еве веќе иде лута зима. Што е тоа? Грверичка. Јас знам дека беше. Браво. На гранките ти растат, чинешежиња се мали, ама не ти допуштат со дланка да ги галиш. Игличиња имаат не ги гази ако си бос. Што е тоа? Тоа се костени. Тоа сличи на оро или на зрно боб, на гумен обред за хуа хоп, на свиткан рок од овен, на око е огледала, на топло птичје седала, на двоен замав со коса, на сончоглед и роса, на цел со самлија геврек и на половина осум. Што е тоа? Тоа е прстен. 30 кошоли има. Гола е... Чекай, може да поновам. Може. 30 кошоли има, а гола е и лето зима. Што е тоа? Цвеќе.
Греши моливот на тетрадката кога пишува, таа во него се јавува, грешката ја избрешува. Тоа е гума. Браво. Крај огниште мара сеи, не вилија преѓа преде. Шарни бои мара, проведена си го шара. Во сон козници се ткаат, колку сонот само траат. Тоа е мач. Браво. Значи, излождежња во ѓум се кријат, а под лесја спијат. Имат зелени капи, а црвени лица. Што е тоа? Лешници. Кокона облечена кон невеста свечена во најфина свила се роди со крила. Што е тоа? Тоа е свилена буба. Како прво и право, не е никакво дрво, на главата носи до 2 гранки криви, само што не раѓа ни круши, ни сливи. Што е тоа? Тоа е елен. Еден трувач веселник, штом зората руди, катарен од спиење, сите нас не буди. Што е тоа? Тоа е петел. Сладок е комет, студен како лед, можеш да го најдеш во целиот свет. Што е тоа? Што е тоа? Сладолед. Стоел дедо снежен бел, снег до бојас од снег цел. Немал чевли, стоел бос, имал дедо црвен нос, нос од морков сладок здрел, дошол некој му го зел. Знае ли некој носови кој краде, оној моркови што јаде? Што е тоа? Тоа е волжав. Минуваат пред нас со слепа сила, дробејќи се во карпите на брегот. Зад себе само нетрена пена оставаат занесени во брегот. Што е тоа? Тоа е бран. Кога еднаш ке го речеш, може како нож да сечи, да засладува, да боли, да заповеда, да моли, но оттаму кај го праќаш, тој никогаш не се враќа. Што е тоа? Тоа е збор. Браво. Животинче, јас сум сиво, од плашлив и див сој, низ грмушки и помеги е сокрен домот мој. Немам имот, куќе немам, кај ќе најдам зелки прас, без прашање ќе си земам, и везден си грицкам јас. Што е тоа? Тоа е зајче. На врв кола железна круша, кога ќе запее, 3 села слушаат. Што е тоа? Животинче во дворот си имаме ние, во живата ограда ката вечер спие. Излегува наутро, дожд кога роси, кукичката своја на грб си ја носи. Што е тоа? Полжав. Вака, како што ви кажавме, значи јас и Сузе напишавме по една детска книга за вас. Нејзината книга е со поезија, односно со песнички, а мојата книга е со раскази за деца што се во 4-то и 5-то оделение. Значи, како се на час кога зборува учителката, децата што прават? Слушат. А ако сака некој нешто да каже, што правиме? Сузе, ти нели имаш една песничка за бонтон? Да. Ајде да ја најдеш. Што е тоа бонтон? Ајде да дознаеме. Ајде сега да видиме што е бонтон. Значи Сузе напиша една песничка за да научите што е бонтон. А слушајте внимателно, после ќе ви испрашам дали сте научиле што е бонтон. Зашто служи бонтонот? Бонтонот што не учи? Праша учителката Наде.
и почека што ќе се случи, кој каков одговор ќе даде. Кој тоа не го знае и какви тајни тој крие, Бонтонот треба да не запознае како да се однесуваме ние. И така викаа дечињата, никој не дојде до збор. Без да ги кренат рачињата, зборуваа сите во хор. Тогаш учителката им рече: еве ви совет вреден. Од ова поука да се извлече, се зборува еден по еден. Разбравме ли сега? Кога сме кај Дедо Мраз, дали сакате да прочитаме некоја песничка за новогодишни желби, ако е нова година? Вака сега замислите сите дека сме на прагот на нова година и дека денес е 31 декември, Сузе, барај песничка. Да. Замислете што би напишале под елката, каква желба сакате. А Сузе ќе бара нешто на тема зима и Дедо Мраз и новогодишни желби. Ете ја, драг Дедо Мраз, повели. И сега вие кој одделение бевте? Трето? Четврто? Се извинувам. Ама оваа песничка ја напиша многу помало девојче и сега ќе слушнеме колкаво е тоа. Драг Дедо Мраз, ти пишува Јана. Еве веќе и јас голема станав. Сите букви ги пишувам сама, за читање само ми помага мама. Првото писмо ти го праќам тебе. Те молам, испрати ми едно топло кебе, да го згреам уличното маче. Само е надвор, се тресе и плаче. Кукичка од картон му направи тоше, до зградата таму во едно ќоше. Но сепак, студот уште го мори. Прати ми веднаш, Јана те моли. Имал се до сега некој од вас ваква новогодишна желба да сака Дедо Мраз да му донесе кебенце за маченцето што му студи? Сакате да ви прочитам еден расказ од тука, ама по ваш избор, јас ќе прочитам неколку наслови, а вие ќе ми кажете кој. Кратки се сите. 5 минути. Јас ќе ви читам на брзинка. Среќа е која ќе се сподели, кога очите молчат, чувствуват волшебни, сите принцеси на есента, Борко, права и крајна толку живот не збунува, необична топлиста, Марко и Марија кои се способува, тајниот Дедо Мраз, оган на снегот, што мислите? Кој расказ да не го прочитам? Оган на снегот? Да. Може оган на снегот? Да. Ајде оган. Сара, иако беше меѓу најдобрите скијачи во групата, не престануваше да им се воодушевува на сноубордерите. Едноставно ги обожаваше, но во исто време и се плашеше од самата помисла да вози сноуборд. Додека беше на зимување, секој ден застануваше покрај борд арената и им се восхитуваше особено на тројца од нив кои настапуваа во тим. Се спуштаа еден по друг, ја подсетуваа на скейт паркот во нејзиниот град, но ова беше нешто поинтересно. Не можеше да им ги види лицата, не знаеше кој се крие под шлемовите. Само носовите можеше да им ги види. Едноставно ги обожаваше и имаше силна желба да ги запознае, но немаше доволно храброст да им се приближи. Утре ќе си помислеше, утре ќе најдам начин да се запознам со нив и ќе застанеше во редица за да се качи во ски лифтовите. Деновите минуваа, а од мислите на Сара не излегуваа сноубордерите што носеа шлем и што имаа сноуборди како пламени јазици. И штиците му беа дизајнирани со боите на огнот. Сара имаше чувство како да се откачил голем пламен јазик од каминот во нејзиниот хотел, на кој сега јаваа храбрите сноуборди. И сега ќе се приземјеше и се чинеше дека снегот под него се топи и се распрснува на милион мали искри кои светаа под зраците на зимското сонце. Вистинска магија, колку само посакуваше барем еднаш да се обиде да биде дел од огнот на снег. Доволно вежбавме во арената, време е да се обидеме на подолги патеки, слушна еден ден додека стоеше во редот да се качи на ски лифтот.
Се сврте и верувар или не, забележа дека зад неа стои огнената тројка, како што таа ги нарекуваше. Во раците ги држаа своите штици и полека се движеа во редот, чекајќи слободна гондола. Сара тешко се движеше со чизмите за скиење, придржувајќи ги скиите и стаповите. Веќе неколку пати го изгуби редот за качување на гондолата. Дали ти е потребна помош? Слушна. Може ли да помогнеме со скиите? И додека се двумеше, едниот од нив му ја подаде својата сноуборд штица на другиот, ги зеде нејзините ски и сите четворите заедно влегоа во ски гондолата. Што се случува, помисли Сара и само изости: благодарам, и го крена погледот. Јас сум Сара, јас сум Мартин, ова е Матеј, а ова е нашата другарка, огнената Марија, рече едниот од нив. Сара не им веруваше на своите уши и очи. Сноубордерот, на кој што му се восхитуваше секој ден, беше девојка. Убава, синоока, нежна како снегулка, а толку убаво умееше да вози сноуборд. Но не рече ништо. Малечка си на одлично скијаш, рече Марија. Јас немам храброст да застанам на ски, се насмевна. Секој ден те наблюдувам додека се спушташ по стрмните патека. Навистина, се зачуди Сара, и јас ви се восхитувам секој ден. Толку сте волшебни, рече како. Магија сте. Сите заедно се насмееа. Разговорот веднаш им тргна и за кратко време се спријателија. Тој ден Сара прв пат застана на сноуборд, а Марија на скии. Кратко, ама сладко, но нивното пријателство остана да трае и по завршувањето на зимскиот одмор. Се допадна? Заслужив еден аплауз. И еден за Сузе. Дали вие знаете некоја гатанка, песничка или расказ од Видоа Подгорец? Ако не, до следната емисија да прочитате. Пак ќе си споделиме печатоци. Довидување!